По повеќе од 30 години Македонија добива имотни листови за 7 државни вили, 3 на Водно и 4 во Охрид. Службата за општи заеднички работи отпочнала постапка и за легализација на земјиштето и објектите по распадот на СФРЈ и заминувањето на ЈНА која припаднало на Македонија, како и имотот во соседните земји. Директорот Томовски вели дека делумно се согласува со наводите на државната ревизија која во последниот извештај нотира слабости во проценката и водењето на евиденција за средствата и земјиштето со кои располага службата. Легализацијата за вилите во Одно 1, 2 и премиерската вила, тоа се 1 и 2 преседателска, другата е премиерска, веќе имаат имотен лист со трајно користење на службата за општи заеднички работи, додека на минатата седница на влада помина легализацијата и на Охридските вили, тоа се исто премиерска преседателска и уште 2 вили кои што се во Свети Стефан. Надевам дека за брзо време ќе го решиме и тој проблем, она што реално го имаме, да го имаме, она што го немаме, барем да знаеме дека не е во наша собственост. Според податоците од ревизијата за 2024 во бифеата на службите не се издавале фискални сметки, а парите не се сливале во државната каса. Томовски вели ваков проблем имало само 2 недели од неговото доаѓање на позицијата, потоа се функционирало, а профитот сега е зголемен за 300%. Во извештајот ревизија констатира и разлика од близу 70.000 евра или прехранбени залики во магазините на владините бифеа што ги има на хартија, но не и во реалноста. Томовски потврдува дека постојат разлики, но детали што се случувало и дали станува збор за злоупотреба, вели нема да споделува бидејќи во моментов БЈБ води постапка. Созара доставила целосна документација до ревизија дека во цело се почитувале постапките и околу возниот парк. Службата располага со 45 нови возила на лизинг, а од 220 стари возила, 104 веќе се расходовани. Ние организираме разни настани, па овие возила ни се потребни околу организација на тие настани, дел се за странски делегации, дел се за наша употреба, курирски служби и слично. На лизинг имаме 45 возила, тоа се оние Шкода Суперб кои што ги возат практично министрите, државната администрација и делегациите кои што ги пречекуваме. Тоа блиндирано возило се користело од 2017 па до ден денеска се користи. Да, доста е старо и можеби треба да се набави ново. Не сме размислувале на таа работа. Томовски смета дека потребна и набавка на нов државен авион со поголем капацитет, бидејќи состојбата со државниот лирџет со кој располагаме е во лоша состојба и поради честите дефекти многу ретко се користи. Иако ревизорите забележале голем број на ангажирани лица преку приватни агенции за вработување, определено време и договор на дело, Созара тврди дека во моментов само 2 лица се привремено ангажирани. Ивана Соколовиќ најдова, Сител телевизија.